Еден тежок живот ќе ви прикажеме следните неколку минути преку историјата на Ката Митревска, која што е мажена во село Мралино, Скопско. Таа вели дека живее во една соба, има 4 деца и сопруг, меѓутоа едната плата не им стига само за да се прехранат, а камоли да ја доправат куќата што пред 16 години ја започнаа. Добар ден. Кате. Оливера. Мило ми е што дојдовте. И мене ми е мило што ќе се обидеме да ви помогнеме. Да. Имате... Викнав да ми помогнете ако сакате. Што ви е маката, Ката? Ми е маката, малку плата, си малку сакате за куќичка да ми помогнете нешто, за тоа ми е маката, друго ништо не ви бара. А каде живеете моментално оваа? Во собица. Само една соба имате. Дека живеам. Оваа ви е собата? Тука спиеме децата, тука спие мамата. Така. Колку деца имате, Ката? 4. 4 деца. Малечко. И бебенце. 4 месеци. А другите деца колка ви са? Другото има 16, другото има 11, а другото 12. Така. Една соба премалку за 6 луѓе. 6 луѓе не е малку. Ти не си вработена? Единствениот приход доаѓа од сопругот. Сопругот малку плата зима. Ми е тешко што. А што ти е најтешко, Ката? Све. На душата. Зошто? Дека немам. Ми е тешко дека немам куќа за детето. Тоа ми е најтешко. Друго ништо. Оваа соба ви е дневна и кујна се? Се. И спална? Спално ми е за кој. Пред многу години почнавте да правите куќа, меѓутоа остана на темели. Темели не пари. Сигурно и децата ви бараат. Што ви викаат? Бараат, не можам тука викам детска соба ми бараат след пар. А вие што им одговарат? Ја викам ги се направи полека, немам пари. Сигурно за сите ви е подеднакво тешко. Сега со едно мало бебе, сигурно трошкови. И бебето си бара. Ми кажавте, количката ви е скршена. Тешко го се немаш пари, памет да купиш, не се да купиш памет. Сигурно ви е многу тешко. И сигурно секој ден сонувате да доправите куќата која што е... Да доправиме куќата, не можам да спием по стресови. Како мајка сум била таму повесела све. Като не сум била мажен, ма се некако ми е текло на душата. Пари за памперси имате ли? Како перете? Па мајка ме нека ме полда ме ледарка ме даде за памперси. На рад ли пере, не машина. Немате нито машина. Нито струја немаме на така, онаде немам ни болен ништо. Не можете ни за бањање да се средите. Топлите вода? Вода. И така функционирате со години? А за храна? Тука правам јадене, сега готов. Џулијано Питревски потекнува од Прилеп. Тука создава семејство. Меѓутоа, поради тоа што останал без работа, заминува за Германија. Кога се враќа, го наоѓа станот празен. Нема контакт со децата и со сопругата, живее самено и не може никаде да се вработи, затоа бара помош од народот. Џулијано, од Скопје дојдовме до Прилеп, на Салваточево. Зашто се пријавивте во Срце на Бланка? Се пријавив вака да кажем, од 2011 животот ми се смена на нов скос. Пред 2011 живееме нормален живот. После тоа се сменаме, ме спушти од работа, мусам ме избркаја. Ме на место да речем, не знам како да кажем. И од тогаш тргна се надолу. Ми кажавте дека се заминале за да го прехранувате семејството дури до Германија. Да, на два пати појдов во Германија, 2016 и 2018.
Каде живеете? Ова е социјална зграда? Да, социјална зграда. Живеам на 5 спат горе. Тоа е и сум потенцијален бездомник. Сакат да ме истерат од стан. Зошто? Па тужбата од СИС, подрачното одделение на СИС за станување во Прилеп, беше дека наводно сум бил диво влезен во станот. Тоа не е точно. 20 години живеам во истиот стан. Станот го добив на јавен оглас 2001 година во месец мај. Што се случи кога си дојдовте од Германија? Што се случи, начекав празен стан 2018 година. Сопругата се развела од мене. Ми беше чудно зошто, шо, како. Од тогаш ги видовте децата? Само син ми, черка не. Никогаш повеќе не видовте. Не. Како живеете, Џулијано? Тешко, со 4000 денари, социјална помош. Не знам дека... А зошто сте социјален случај? Не можете ли да работите? Значи вака, прво треба да исследам работите со пример со здравје. Треба висок притисок. А сте тропljani на некоја врата да ве вработат? Сум тропljен на многу врати во Прилеп. Без разлика што луѓето ме пречекаја добро, али работа нема. Работа не. А Мислам работа по струката, ќе ви кажам отворено, зашто јас не можам да работам нешто друго. А што сте по струка? Електричар. А каква понуда имате, ми кажавте телефонски? Па, понуда имам во иностранска држава да работам на одржување на голем хотел. Имам многу извршители за мене. Значи, должам многу пари на државата, на СИС, за детето алиментација. Значи, тоа се грубо сметано преку 20.000 евра. Значи, сегашни пари. Ако би работел таму, тие средства би ги вратил. Али ако работам овде, законот вели дека пола од платата фазла од полоња ќе ми запира за алиментација и за заштита и пак ќе биде исто, че не можам да обстанувам да живеам. А со колку живеете месечно? Со 4000 и тоа од кои 2500 се за лекови. Добар ви ден и добре дојдовте во најновото издание на Срце на дланка, емисија со хуман карактер која помага на семејства со социјален ризик. Доколку сакате да го ставите вашето срце на дланка и да добиете помош од хуманиот народ, тоа може да го сторите преку јавување на телефонскиот број 075 304 405 или преку пријавување на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека успехот е сопнување на неуспех по неуспех, се додека не се оствари целта, без да се изгуби ентузијазмот. Двете семејства кои денес ќе го стават своето срце на дланка едноставно веруваат во добрината и хуманоста и веруваат во остварување на нивната цел. Денес со екипата на Срце на дланка бевме во село Мралино, Скопско. Таму срцето на дланка го стави Кате, која е млада мајка на 4 деца и многу тешко живее. Во една соба, во едва 10 квадрати живеат 6 души. Затоа неизбежно беше да го стави срцето на дланка и да побара помош од народот.
Катерина Мицевска по солидното дејство во село Ржаничино. На 21 година се мажи во село Мралино во куќа во која живеат 4 фамилии. Просторот во кој 2 децении функционира со супругот Кира и 4 деца е 20 квадратни метри, кој е место и каде се спие, и јаде и учи. Место каде се поретко има смеа, а се почесто солзи и тага. Можеби затоа и ката и децата ни солзи ќе кажат дека им треба спокој и мир. Тоа има поважно и од храната. Чиниш ова семејство би се откажало од се, само да успее да направи неколку соби за да го почувствува раатот. Во семејството работи само сопругот на Ката, со чија плата може да се поминат само неколку дена во месецот, велат тие. Пред многу години од скромните примања ова семејство одвојувало и успеало да создаде само темели на новиот дом. Од тогаш до денес ништо не е променето. Само проблемите и солзите се зголемуваат, исто како и потребите на децата, да имаат своји соби и да бидат исти како и останатите деца на нивна возраст. Еден тежок живот ќе ви прикажеме следните неколку минути преку историјата на Ката Митревска, која што е мажена во село Мралино, Скопско. Таа вели дека живее во една соба, има 4 деца и сопруг, меѓутоа едната плата не им стига само за да се прехранат, а камоли да ја доправат куќата што пред 16 години ја започнаа. Добар ден. Ката. Оливера. Мило ми е што дојдовте. И мене ми е мило што ќе се обидеме да ви помогнеме. Да. Имате- Викнав да ми помогнете ако сакате. Што ви е маката, Ката? Ми макате машини, малку плата, си малку сакате за куќичка да ми помогнете нешто, затоа ми е маката, друго ништо не ви бара. А каде живеете моментално оваа? Во собица. Само една соба имате. Дека живеам. Оваа ви е собата. Тука спиеме децата, тука спие мамата. Така. Колку деца имате, Ката? 4. 4 деца. Малечко. И бебенце. 4 месеци. А другите деца колка ви се? Другото има 16, другото има 11, а другото 12. Така. Една соба премалку за 6 луѓе. Луѓе не е малку. Ти не си вработена. Единствениот приход доаѓа од сопругот. Сопругот малку плата зим. Ми е тешко след. А што ти е најтешко, Ката? Све. На душата. Зошто? Дека немам. Ми е тешко дека немам куќа за детето. Тоа ми е најтешко. Друго ништо. Оваа соба ви е дневна и кујна се? Се. И спална. Спално ми е за кој случај. Пред многу години почнавте да правите куќа, меѓутоа остана на темели. Темели не нам не пари. Сигурно и децата ви бараат. Што ви викаат? Бараат, не можам тука викам детство, соба ми бараат след пар. А вие што им одговарат? Ја викам ги се напри полека, немам пари. Сигурно за сите ви е подеднакво тешко. След едно мало бебенце и оно трошкови. И бебето си бара. Ми кажавте, количката ви е скршена. Тешко се ви немаш пари памет да купиш, не се да купиш памет. Сигурно ви е многу тешко. И сигурно секој ден сонувате да ја доправите куќата која што е. Ме куќата не можам да спием по стресови. Како мајка сум била таму повесела свет. Като не сум била мажен, ма се некако ми е текло на душата. Пари за памперси имате ли? Како перете? Па мајка ме нека ме полда ме дарка ме даде за памперси. На ратле перни, не машини. Немате ниту машина. Нито струја немаме на така, онаде немам ни болен, ништо. Не можете ни за бањање да се средите. Топлите вода? И така функционирате со години? А за храна? Тука прават јадене, се готов.
Катерина детството го минала во Роженичина во семејство од 20 родители и тројца браќа. Иако не живеела пребогато, сепак може би тоа и се и најубавите спомени досега во животот, зашто како се мажи со Кире и доаѓа во 10 квадратната соба каде ќе роди 4 деца и ќе мина 2 децении, нема да доживее многу убави работи. Децата веќе растат и имаат потреба од раат и спокој. Не може да учат во една соба во која има уште 5 души. Таа соба е стена ова семејство, а веќе поради бројката им смета и на останатите станари во куќата. Тешко се живее и со една плата, па често знаат да останат само со леп. Затоа Кате едва чека да порасне бебето Стефан и да тргне на работа за да може да придонесе за малку подостоинствен живот. Па ја мала се пораснав, мајка ми не исло матка, таму после да направи мајка ми куќа урезаници, после доселим. И се префалено таа куќата. Во Роженичина. Да. Со 20 родители се порасната? Не, 3 браќа. Зошто? Се подсетуваш на детството и ти е тешко? Имаше тешко детство? Како живееше? Па добро. Ево тука ми е тешко дека. Тука ти е тешко. Пред колку години дојде тука? 21. На 21 се омъжа? Како се запознавте со супругот? Па имаме на јатрана ме запосли, студијам на на школа. Учевте заедно во школа. Каде сте пораснати? Таму бе, у село, дека нема мајка цел живот. У Поречето, Во Порече? таму. Од колку години работиш? Од 2003 запосли у Сонјето. Тука си 20 години и роди 4 деца. Колкавите се децата? Едното има 16 години, едното 13, едното 12. И сега имаш бебенце од 4 месеци. Како живеете? Па никако. След на плата тешко. Не се стига. Ти работиш ли некаде? Не. Само супругот работи? Со една плата како се стигнува да се помине месецот? Како, така никако. Мата нема плата што. Кога ќе ја земеш платата, на што оди најчесто? Како ја распределувате? Па за јадење, за едно, за друго. Не дозволувате децата да ви бидат гладни? Не. Ама затоа навечер кога легнувате и преку ден немаат своји соби, немаат Тоа ми е тешко. комоција за Ама спиење. за тоа ми е, за тоа. Кујката ви пам за тоа. А што ти е најтешко? Тешко ми е дека немам услови, нешто тука во една соба. Само оваа соба ја имате? Но ова е куќа на светот, но не се ја прави. Кој се живее тука? Во куќата. Па свекор, Свекорите? масни, децата, ја и деберите. И ја трбам. Тешко ми е, сакам да се направам куќата, да се тргнам на страна по-интересно ќе ми биде. Не тука сите ќе земат во мене соба. А која година сте преселени во оваа куќа? 81. А јас сум 82 род. Кој те исчува? Баба ми, А мајка ти од што почина и на па на 5 години, може. Као сирак дете. од колку години немаш мајка? Од 5. 5. На све што се сеќаваше веројатно баба ти и дедо ти. Да, бе, таму има работа, село. Кога се- Пченка. Кога се враќаш тука? Дое за 5 отделение у Кадин. У Изичко школа, учители дома доваѓа. Така беше времето, што тоа. Не беше Македонија, Југославија беше тоа се. Се одамна беше. А потоа, кога заврши школа, заврши ли средно училиште? Заврши. Четврт. Четврта, кој училиште го заврши? До 4 таму. Дека не ми одеше школата така. Имах дете поут. До четврто оделение учеше? Да, толку. Кога ќе дојдат сите, децата од училиште, супругот од работа, веќе сте 6 души,
Просторот е претесен. Ве собирали на маса за јадење? Не добре, колкото Веројатно најголемиот терет е на сопругата, бидејќи е цел ден тука со децата. Ја и помал. И помал. Всегде. Ти е тешко сигурно и за мајка ти. да. Ме пресуваат, мамо дај ми пари, ја викам, немам пари, мамо, каде им најдам, не работам. Колку толку им давам. А зашто им требаат? Што бараат? Па да јаде или за едно или друго, сакат да се облечат едно друго. И ти што им викаш? Па им давам колку имам толку. Па живеем на никако, без работа. Таму на фирма работеше, напосле се затвори и без работа беше и некако да се припадно се ногаш. Колку толку за јадење да има. Има денови да останувате без храна? Па немам неколку толку за лепки имам за јадење. Не дозволувавте децата да ви бидат гладни. Не со мајка ми помагаше така. Но веројатно нема доволна за да ти помогне да ја направите и куќата. Татко ми не работи, татко ми до пенсија, уште на година. Кога ќе потпорасне Стефан, бебето кој има 4 Ја месеци? мислам, кога се попорасна, идам да се работам, да се најдам работа. Да бесам некој да пари. Каде би можела да работиш? Каде работеше пред да се породиш со него? Па работа вака во Грунија вака, по ниве садат. Работа. Чистачка некој пат одев, у ресторан ми садеве. Отиша се по свадби. Имаш ли завршена школа, училиште? Прекрамбено, Димитар Влаков. Прехранбено. Веројатно можеш да си најдеш и подобра работа. Па да, дека сега ми е малото мало, ке порасне. За некој месец може да оди во градинка, а ти да си најдеш друго е 2 плати кога ќе влезат. Па да. Меѓутоа, комодитетот тука во собава ви е навистина лош. Децата веќе растат. Како ме интересира да се организирате во овој простор за спиење? Па така спиеме, овој кревет се пусто. Тука спиете во чината и ја таму спием, по малото и со маското. Многу одамна Катја и Кире имале други планови, само што се зеле, од скромните приходи одвојувале и направиле темел, но никогаш не прераснал во куќа од нивните соништа. И иако секое утро таа се буди со помислата дека веќе живее таму, реалната слика и детските солзи ја враќаат во реалноста и не ѝ преостанува ништо друго, освен денот и да го започне и да го заврши со солзи. Веќе подолго време сакаше да се пријавиш во емисијава. Што те натера конечно да ја донесеш одлуката да ни се јавиш? Ме натера дека ми беше тешко на душата и за тоа. Да ме викнам ако може да ми помогнете нешто. Ко помага за куќа нешто, цикли ово за помош. Материјали. Материјал. Надвор видовме темели пуштени за куќата, направени. Таа како успеавте да ја направите до тој степен? Па таа некако, маж ми некако плата одвоим, не ја направи некако. Меѓутоа до тука застанавте. Колку време стои во таква состојба? Последно, како што има 16 години, толку. Одамна, значи. А како ви е планот кога би ви помогнале таму, што би се направила? Колку соби? Па таму има 4 соби. Она е голема, 9 на 9. Како ја почнавте таа куќа таму? Подолу. Па работа, таму сум. Седя па и да напам, не можам, една соба. Така размислувам. Но тоа помина од тогаш 16 години. Така, се е скуп. Пајте се да има Бог, купиш, одма ќе напам, нема. Тоа е тоа. Да имате градежни материјали би ја направиле?
Сега се знае тоа. Парите многу нема вредност. Што е да поизем по нема пари што се е скуп. И викам некој пат местно зима. Си местим што? Месите? Па ете некој. Тиганици, брашно, изимам, идам таму. Донација ако дава нешто од држава. Живеете и со донации? Не мога. Ако ми дава не. Земате некои други дополнителни средства надвор од платата? За трето дете, за... Не, зимаше пет и укина се. Зошто? Толку 10 години, ова дете, толку ми беше. Ви требаат цигли, ви требаат градежни материјали. Да. А кој би ја направил кога би, ете ви, донирале градежни материјали? Имате ли... Па има тука еден мајстор што прави. Без пари ќе не направи. би ви помогнал? Би била ли среќна кога би имала нов дом? Да. А за децата? Што би посакала за децата? Па и за детето. Да ги одвоиш во нивни соби? Во нивни соби секоја посебно да се радуват и они да бидат среќни. Радосни. Ти викаат ли некогаш кога одат кај други другарчиња? Што ти викаат? Се викат, мамо, ние немаме детски соби, сакаме ние соби детски да се спиеме после. А ти што им викаш? Па викам, нема ќе биде, немаме пари да направиме. Ја сакам соба, не е едно убава, како само соба како само да седиме. Не сакаш премногу убава само колку да ви биде пошироко? Да. Тука тесно ли ви е? Да. Што ви е најголемата желба, Кира? Да напам кој нешто се тоа се трни. Би била ли среќна кога би имала детска соба? Да. Како би ја уредила? Како сакаш да те изгледа? Па, убава соба со кревет. Друго што? Па да има спокој. Да имате мир и рад? Да. Тоа што ви фали тука? Што би сакала најмногу? Детска соба и телефон да има. Детска соба и телефон. Тогаш би била среќна, немаш телефон. Веќе 20 години живееш тешко. Се надевам дека наредните што доаѓаат со децата би живееле среќно. Издржи. Тешко ми е тука што седам, не би се седам. Само со тебе не се стаја. Заедницата знае да биде тешка и лоша, но да се надеваме дека ќе ви помогна да ја направите куќата и да се одвоите. Во животот доаѓа оној момент кога сваќаме дека се што на другите сме им простувале, тие нема нас никогаш да ни простат. Момент кога сваќаме дека ударите кои животот ни ги задал не се затоа што сме биле лоши, туку напротив, сме биле предобри и дека на луѓето не им е грижа што нас ни е тешко и што се соочуваме со болни моменти. Сепак постојат луѓе на кои кога ќе ја постигнеме целта, ќе им смета и нашиот мир и среќа, но вие продолжете со дигната глава и не грижете се кој што мисли за вас. Уште едно семејство живее тешко. Во продолжение, со екипата ќе ве однесеме кај едно семејство кое што навистина веќе одамна требаше да се пријави во Срце на дланка, но храброст е собрана токму сега, па ајде да ја видиме нивната сторија.
Џулијано Петрески можеби ќе имал друг животен тек, да не донел некои погрешни животни одлуки. Овој 51 годишен маж од Прилеп има убави спомени од младоста и тие се единствената причина, ќе каже тој, поради која се уште е жив. На 25 години се оженил и создал семејство, од кое му се раѓаат најголемите среќи – Леона и Лучијано. Во 2001-та преку јавен оглас добива стан во социјална зграда. Безработицата и тешкиот живот ќе го натераат еден ден да замине на печалба во Германија, за кога ќе се врати во родниот крај освен зидови и студен стан, да не најде ништо повеќе. Го губи семејството, а не знае зошто. Џулијано последниве години се труди да најде работа, но безуспешно. Живее само со 4000 денари социјална помош, од која половина ја дава на лекови за високиот притисок стекнат како резултат на стресот. Храна често нема, но затоа секогаш во душата му е присутна болката кон децата. Толку лошо се чувствува, вели тој, што во фаза на очај напишал и 3 проштални писма. Наврат овој човек поради минималниот месечен приход има 1 тон извршители, а му се заканува и ситуација на бездомник доколку не најде средства да ја подмири киријата. Бидејќи порано го надминал престојот во Германија, денес тој нема право да работи во Шенген зоната. Во родниот крај сите му завртеле грб. Џулијано Петрески потекнува од Прилеп. Тука создава семејство. Меѓутоа, поради тоа што останал без работа, заминува за Германија. Кога се враќа, го наоѓа станот празен. Нема контакт со децата и со сопругата, живее само, самено и не може никаде да се вработи. Затоа бара помош од народот. Џулијано, од Скопје дојдовме до Прилеп, на Салваточева. Зашто се пријавивте во Срцена дланка? Се пријавив вака да кажем, од 2011 животот ми се смена на нов скос. Пред 2011 живееме нормален живот. После тоа се сменаме, ме спушти од работа, мусам ме избркаја. Ме намести да решам, не знам како да кажем. И од тогаш тргна се надолу. Ми кажавте дека се заминале за да го прехранувате семејството дури до Германија. Да, на 2 пати појдов во Германија, 2016 и 2018. Каде живеете? Ова е социјална зграда? Да, социјална зграда. Живеам на 5 спат горе. Тоа е и сум потенцијален бездомник. Сакат да ме истерат од стан. Зошто? Па тужбата од СИС, значи подрачното одделение на СИС за станување во Прилеп, беше дека наводно сум бил диво влезен во станот. Тоа не е точно. 20 години живеам во истиот стан. Значи станот го добив на јавен оглас 2001 година во месец мај. Што се случи кога си дојдовте од Германија? Што се случи, начекав празен стан 2018 година. Сопругата се развела од мене. Ми беше чудно зошто, што, како. Од тогаш ги видовте децата? Само син ми, чекаме, не? Никогаш повеќе не видовте. Не. Како живеете, Џулијано? Тешко, со 4000 денари, социјална помош. Не знам дека... А зошто сте социјален случај? Не можете ли да работите? Значи вака, прво треба да исследам работите со пример со здравје. Треба висок притисок. А сте тропнале на некоја врата да ве вработат? Сум тропнал на многу врати во Прилеп. Без разлика што луѓето ме пречекаја добро, али работа нема. Работа не. А Мислам работа по струката, ќе ви кажам отворено, зашто јас не можам да работам нешто друго. А што сте по струка? Електричар. А каква понуда имате, ми кажавте телефонски? Па, понуда имам во иностранска држава да работам на одржување на голем хотел. Имам многу извршители за мене. Значи должам многу пари на државата, на СИС, за детето алиментација, значи тоа се грубо сметано преку 20.000 евра, значи сегашни пари. Ако би работел таму, тие средства би ги вратил. Али ако работам овде, законот вели дека пола од платата фазла од полоња ќе ми запира за алиментација и за извршител и пак ќе биде исто, че не можем да обстануваме да живееме.
А со колку живеете месечно? Со 4.000 и до од кои 2.500 се залекови се. Џулијано има убави спомени од детството и младоста кои се единствените работи што денес го одржуваат во живот. Млад одлучува да се ожени и да создаде семејство кое за да го прехрани откако тука ќе изгуби работата и не може да се снајде со нова работа, заминува во Германија да печали за живот. За жал, откако ќе се врати во родниот град, во празниот стан, само албумите со фотографии и мебелот, кои ги раскажува некогашните случки, остануваат да му сведочат дека некогаш тука живеел и бил жив. Ја потекнувам од приградска населба Варош, значи таа е најстарата населба во Прилеп. Како дете живееме во солидарен стан со татко, мајка и брат и баба. Заедно према касаните се наоѓа тој стан веќе ме продаен. Моите живее исто под кирија. Па имам добри спомени, немам лоши. Единствено што ме држа уште во сила се спомените од детството. Значи поминав упо детство. Татко ми беше возач во поненашната Пелагонија турист. Подеше во странство. Значи ова не е како фаба, али секоја што странство, знаете, во поненешна Југославија немаше ништо да се купи овде. Во Македонија ми носеше работи што деца стварно не може ни да ја купат, ништо. Значи одевме и по одмор и живеевме нормален живот, значи, али не сторија ни капитал, ни мислам да речем кујчи, станови, не купија ништо. Останавме така. Околу 25 години имав, се оженив, стречно. Мислам дека спомените и се што поминаме заедно со сопругата, не може да се заборави. И не можем ја да ја заборавам. Болката за децата е најголема, нормално. Првото вработување ми беше во 99-та година, директно во ЕСАМА, значи уште не беше Евана, мислам преземено од Евана, купено. ЕСАМА, почнав таму, 13 години и 5 дена стаж имам толку во животот таму, цело време, од ЕСАМА во Евана. Значи цел град ме познава, бев човек со срце. Не можев да исклучувам, немав, иако бев на такво работно место, не можев, значи сиромаштијата да исклучувам. Во 13 години и 5 дена стаж што имам, ниту едно домаќинство немам исклучено, ниту едно. Во 2011 година, под сила на некои фактори, Ви изберга од работа? Во Прилеп ме принудија насилно да излезам од работа. Никој не работеше, само ја работев, децата беа малолетни беа, двајцата. Сопругата не работеше, од кој излегов јас на работа, се вработи во Жито Прилеп и помогнав да се вработи. Беше одговорна на пекарата. Придонесуваше, значи беше домаќинка, ги гледаше децата, значи и јас исто. Значи, се разболе после од прв стадиум, да речем, канцер на града. Ја носев Скопје, значи, само на зрачење, не на хемотерапија. Паднав дури во депресија. 2 години од случаите што ми се случува, реков, зошто мене, реков, кај ме избра мене, реков. 2016 појдов во Германија со надеж, заврши детето средно образование, да им помогне на фондација од Германија, стапи во контакт за да го финансира детето да учи таму. Таму работевте? Значи работев со македонски пасор, знаете како е работа на црно, мислам како електричар. Појдовме заедно со детето, за месец дена се врати, него бенди са Франкфурт, се врати и ја останав уште малце. Се врати фијас. После 2018 пак појдов. Кога се вратив овде, недов. Празен стан без луѓе. Реков, кај се луѓе во? Нека ти си разведен. Како разведен? Разведен без ниту знаев, ниту ништо. Сето во осуст. Не се обидовте да ја добиете сопругата да разговарате?
Јас пробав и преку луѓе, преку другарки, преку се. Не сака оошто да разговара. Последниот телефонски разговор отаде што направи, нека ти си виновен што ја имам рак. Реков, тоа е или работа на џаволот, или работа на други. Ако јас имам мојност да предизвикувам ракот, па знаете колку луѓе би умреле во Прилеп? Моментално. Што ми направиле штета. И веќе надолу, трнав надолу и останав да живам. Не знам како. Болката за децата ми е најголема, ги учев да бидат вредни и честни. Верувам дека тоа и станале, ќе каже Џулијано. Толку ме гуши таа болка што потешко ми одне отколку без храна. Иако овој човек живее само со 4000 денари социјална помош, а половина поради претрпени стресови и висок притисок ги дава за лекови, сепак уште поголемата опасност што наскоро може да го снајде поради неплатени сметки за кирија во социјалниот стан, тој може да стане и бездомник. Искрено, од срце ви кажам. Прво што ми е во душава, во срцево, ми е болката за децата, што не можам да ја видам. Девојчето 7 го немам видено, машкото 4. 7 години откако дојдовте од Германија? Да, машкото 4 го немам видено, а девојчето 7 години, веќе девојчето не знам, нема да го познам. Имам некои слики. Тука се, ми е кеф, ги воспитува правилно. Сигурно не заврши факултети и училишта и се беше првенец. Не сакам некој да ме мрази за нешто што не сум сторил. Насот се соочивме, излеговме еднаш. Замислете. Јас сите комши ги прашав. Реков, како живеа, мој ведор не бев тука. Дали ми вика, немале леп да јада? Како вика, жена ти вика со комшивката, вика со торби не можеше од жито, од маркетот, вика да се донеси до горе, вика да се качи. Како немале, вика, леп да јаде? Реков, вака и вака. И син ми истото ми го рече. Како немале леп да јаде? Јас дури се зачудив за зборовите што ми ги знакажа. Како сега живеете, Џулијано? Сега живеам со 4000 денар социјална помош. Зошто социјална, кога сте работоспособен? А кај да работам? Тропнав на многу врати. Кај да работам во оваа држава? Знаете колку извршители има? Зошто? Во овие години? Ништо немам платено. Знаете, во Комерцијална банка само проверен. Си во овие години не плаќавте сметки? Не, од каде? А како се прехранувате? Јас само го спознај. Само го спознај. Ви кажа црквата, ми помогна 2 пати, Црвенкас ми помогна 2 пати. Еднократна помош добивате или секој месец во форма на храна? Од црквата? Да. Не, само за Божи заверени. Не сум добил ништо друго. Мо барав за лекои. Не. Од прилика се 2000 и нешто денари лекоите, али од 4 ако и трните. Сум легнал и без опчина, и гладни, и сеја моментално немам. А како се чувствувате тука во станов? Како во затвор. Како во затвор. Овде каде имам, еве, отворено ми кажу, 10 милиони евра да имам овде каде Тепиков, не ми се влегува. Верувајте, затоа в парк седам, в црква седам. Не ми се влегува. И ми следи, има судски процес, еден адвокат, пријател на татко ми, ме застапува бесплатно. Значи ми следи да станам бездомник. Зошто ви велите дека ќе станете бездомник? Па ми се заканува СИС-еве документот тука на маса и последно, зошто немам плаќено? Стано е од СИС за становење, значи живеам под кирија, кажено, нормално. Не можам да ја плаќам киријата, нормално е. Имам тужба на суд
дека на водници сум диво влезен во станов. Јас станов го добив на јавен оглас 2001 година. Значи ја имам во СИС решение за станов. Прво решение, па после договор. Тропнав и работата што најмногу ја познам, го работев во личното осветлување на времето во Евана Кобев. И во ЕСАМ. Приватно никаде не можете? Тендерот што ги има господинот Земено, појдов кај него. Работи пензионер од 67 години. Неосигуран, со пензија. Дете ми ја работава, јас да ја работам. Значи, не може човек и пензија и плата да земе. Не. Ти пријатели што имав, отибе во фирми, значи цел град ме познава, цел град. Дори ми е, еве, да ви кажам, страм ми е на камера што излегувам. Некои луѓе што не сме се виделе, дури не слегувам чашија. Мислам в град. Не слегувам, не можам да слезам. Како да слезам? Знаете, едно кафе в град 100 денари. Во парко, во црквана. Долу, кај што има од овие кафемативе, 15 дена некош кафе. Ако се напијам, тоа е. Ова се проштални писма, за не дај Боже. Значи, еве пишува овде, живе, ова е до сопругата, Виолета се вика. Напишано е, занесе, зашто овдека јас кремам висок притисок. Значи преку 240 имам кренато. Овдека нема да ме најде никој мене. Ќе ме најде тоа кој на комшите ќе осета мирис, дека некој почини. Јас сум буквално како затвор овде. Буквално како затвор. Еве ги за децата, писмата, тоа е Петреска Леона или Леона, да, тоа е черката. Еве кој за сино, Петрески Лаки Лучијано се вика. Тие се, во случај, ако мене. Што имам натре? Натре пишува писма, обични писма. Само во черката има, си заборавила, едно срце што е купено од моите, да речем, или од мене, заеднички. Тоа е срцето од Титаник. Зашто се ичува на мене? Ова се слики кажува доволно колку сум направил јас со семејството. И колку го ценев семејството. И кај не сме биле. Али тоа беше пред, да речем, 14-15 години. Сега е тешко. Имам опции, имам работа, што ме нуди да си работам нормално, да си живеем, да заборам. Ако не ме сака, не ме сака. Ќе му праќам пак нив, за нив ќе види. За мене искрено, ни богатство сум сакам, ни ништо. Ништо искрено во животот. Мене парите не ми значеле ништо. Јас ги сакам. И да не ме сака, јас ги сакам. Спомените не може да се избрише. Се можете да избришите. Се. Спомените не. Видите, сте имале нормален социјален живот. Дали денес имате пријатели? Пријатели? Имам. Ценат? Ве Па, помагаат? не. Значи не ви се За жал се смена времето. Не исто како порано, јас помагав многу. Сега ќе ви кажам отворено. Го прекорачив времето во Германија и ми дате забрана. Значи не можам во Шенген зона да влезам. Таму се платите многу високи, значи ме бара, прашав, имам прилепчени, комуницирав преку еден пријател што има преку социјални мрежи. Што ако утре станете бездомник? Не знам. Јас мислам дека мојот живот е тука. Јас сум жив, мртовец, што велиме ние прилепчени. Треба да запомниме две работи. Дека не треба да го мрзиме никој, но и дека не треба да го сакаме секој. Треба да живееме живот во кој нема да се поврзуваме многу со луѓето, предметите и искуствата, зашто сето тоа е минливо. И еден ден, додека трепнеме, веќе ќе ги нема.
Тоа е животот. Затоа да гледаме кој е покрај нас кога ни е најтешко, да се трудиме душата секогаш да ни биде мирна, а се останато ќе се дојде на своја. Се смета дека нашата најголема слабост е преку откажување од остварувањето на целта. Сепак, најголемата доблест е ако уште еднаш се обидуваме се до остварување на нашата цел. Двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка веруваат во хуманост и добрината на народот. Затоа, тие ќе ги чекаат вашите повици, вашата помош, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Катерина Мицевска по солидното дејство во село Режаничино. На 21 година се мажи во село Мралино во куќа во која живеат 4 фамилии. Просторот во кој 2 децении функционира со супругот Кира и 4 деца е 10 квадратни метри, кое е место и каде се спие, и јаде и учи. Место каде се поретко има смеа, а се почесто солзи и тага. Можеби затоа и Ката и децата ни солзи ќе кажат дека им треба спокој и мир. Тоа им е поважно и од храната. Чиниш ова семејство би се откажало од се, само да успее да направи неколку соби за да го почувствува раатот. Во семејството работи само супругот на Ката, со чија плата може да се поминат само неколку дена во месецот, велат тие. Пред многу години од скромните примања ова семејство одвојувало и успеало да создаде само темели на новиот дом. Од тогаш до денес ништо не е променето. Само проблемите и солзите се зголемуваат, исто како и потребите на децата, да имаат своји соби и да бидат исти како и останатите деца на нивна возраст. Џулијано Петриски можеби ќе имал друг животен тек, да не донел некои погрешни животни одлуки. Овој 51 годишен маж од Прилеп има убави спомени од младоста и тие се единствената причина, ќе каже тој, поради која се уште е жив. На 25 години се оженил и создал семејство, од кое му се раѓаат најголемите среќи – Леона и Лучијано. Во 2001-та преку јавен оглас добива стан во социјална зграда. Безработицата и тешкиот живот ќе го натераат еден ден да замине на печалба во Германија, за кога ќе се врати во родниот крај освен зидови и студен стан, да не најде ништо повеќе. Го губи семејството, а не знае зошто. Џулијано последниве години се труди да најде работа, но безуспешно. Живее само со 4000 денари социјална помош, од која половина ја дава на лекови за високиот притисок стекнат како резултат на стресот. Храна често нема, но затоа секогаш во душата му е присутна болката кон децата. Толку лошо се чувствува, вели тој, што во фаза на очај напишал и 3 проштални писма. Наврат овој човек поради минималниот месечен приход има 1 тон извршители, а му се заканува и ситуација на бездомник доколку не најде средства да ја подмири киријата. Бидејќи порано го надминал престојот во Германија, денес тој нема право да работи во Шенген зоната. Во родниот крај сите му завртеле грб,